Ресорното министерство во соработка со Американската агенција за поддршка USAID имаат на располагање 26 милиони денари како гарантна шема за да дадат 50% гаранција во висината на побараниот земјоделски кредит. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски истакна дека ова е еден од начините кои ги имаат за да им помогнат на земјоделците да дојдат полесно до капитал за да инвестираат во развој и во модернизација на производството. Со цел да се олесни пристапот кон кредити и финансиски средства кои што ги нудат банките и штедилниците во Република Македонија, владата во соработка со Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави има воспоставено соодветна гарантна шема како банкарски гаранции во земјоделството и руралниот развој. Овој фонд функционира преку неколку банки и преку неколку штедилници во државата. Овие банки и штедилници имаат различни категории на кредитобаратели, од мали земјоделци до бизнис оператори и преработувачи. Сметаме дека на овој начин со оваа шема се покрива различната структура на земјоделските стопанства и фирми кои што работат во руралните средини. Преку овој фонд обезбедена гаранција за до 50% од висината на поборуваниот кредит. Највисоката вредност на кредит кој што може да се користи од оваа шема изнесува $500,000 во денарска противредност. Корисниците на гарантниот фонд може да бидат баратели од програмата за рурален развој, но и од ИПАРД програмата, но и сите оние кои што реализираат самостојни, односно друг вид на инвестиции во агробизнис секторот. Николовски во најкусо време очекува владата да го усвои текстот за формирање национален гарантен фонд, кој ќе се јави како жирант на земјоделците пред банките и штеделниците за кредитирање на производството. Овие неколку месеци особено го разработува концептот за воспоставување на целофатен државен механизам, односно национален гарантен фонд, кој што ќе има улога на жирант за земјоделците, ќе е зголема инвестицијската активност во земјоделството. Ова е една од најсериозните активности на кои што со месеци Министерството во координација со сите засегнати страни го воспоставува моделот кој што ќе биде предложен на влада. Паралелно се овозможуваат и финансиските средства кои што на почетокот треба да бидат дел од овој национален гарантен фонд и тука секако се размислуваат за одблокирање на фондот кој што е во дел на Министерството преку јапонската помош да биде основа за формирање на овој гарантен фонд. За 2018 година предвидени се 30 милиони денари за субвенционирање на каматни стапки за ИПАРД инвестиции и се однесуваат на субвенционирање на каматните стапки до 8%, а кредитот да не е поголем од 500.000 евра. Земјоделските власти се децидни дека кредитирањето во земјоделството е неопходно не само за краткорочно финансиско јакнење на производителите, туку и за подобрување на капацитетите, нови инвестиции, зголемување на продуктивноста, модернизирање и примена нови технологии.